Денеска започнуваме со изграда на булеварот Македонски просветители, кој што документационо беше завршен во изминатиот период. Во моментов само ќе тендерираме уште две работи кои што не беа завршени подносна документација и бидејќи проектот ќе биде во изграда, односно рокот за изградба е околу 6 месеци, тековно ќе ги средиме и документите потребни за не само документите, туку и самиот тендер за осветлување и така ќе имаме комплетно булеварско решение со двосмерна велосипедска патека, две пешачки патеки и секако две ленти коловозни кои што ќе се движат во двата правца. Тоа значи дека повеќе нема да има паркинг на овој простор? Паркингот ќе е префален од другата страна и ќе биде косо паркирањето под агол од 45 степени. Ќе биде поголем простор остане за пешаците и за Значи, за велосипедистите досега има само една лента, а се лентата велосипедска ќе биде преместена од другата страна и ќе биде двосмерна. Верен ли си има направено адмисија дека пешне имаше Тие не се отстрануваат, значи се задржува истијата големина на улицата, само поинако организирана. За што се планира за новогодишните празници, со оглед дека многу општини во Добро. Македонија одлучија да нема новогодишно крстување или тоа да биде минимално. Добро. Како ќе се случува Кај тоа? нас- Ние сме туристички центар. Кај нас, значи, добив неколку прашања од новинари, ваше е четврто или петто, ќе ви одговорам дека Охрид за новогодишните празници се најавени туристи од странство кои што ќе го посетат и ќе уживаат во убавините на Охрид, така да ние не смееме да си дозволиме да имаме неукрасен град. Минимален е тендерот околу осветлувањето, односно украсувањето, сепак ќе биде украсен Охрид, ќе изгледа добро, ќе биде подготвен да ги прими странските туристи и ќе има скромен настан на градскиот плоштад, каде што ќе бидат само охридски изведувачи, односно изведувачи од нашиот град, кои што ќе ги забавуваат туристите. Ќе постигне прашање или да